Здраво, ученици! Добре дојдовте на уште еден час во нашата e-училница. Јас сум наставничката Наташа Лаваковска-Апчевска од Основно училиште Ѓорги Сугарев од Битола. Денес заедно ќе проследиме еден час по математика за четврто оделение. Часот ќе биде за читање и кажување време на аналогни и дигитални часовници. Целта на часот се да знаете да читате, кажувате и запишувате точно време на аналогни и дигитални часовници, да кажувате и запишувате точно време предпладне и попладне и да ги разбирате секојдневните мерни единици за време, да ги користите за решавање на едноставни проблеми и задачи. Хајде да се подсетиме. Што е тоа часовник? Вие досега во претходните оделенија учевте за часовник, и сите знаеме, секојдневно го користиме часовникот за одредување на време. Еве на сликите се прикажани неколку видови на часовници. На првата слика, тоа ни е часовник, старински часовник со синџирче, кој што порано го носеле во џеб или џебен часовник со капаче. На втората слика ни е представен рачен часовник, со стрелки, сказалки, знаеме се носи на рака. На третата слика имаме будилник, кој што порано повеќе се користеше за кога требаше да се разбудиме наутро, да одиме на работа, на училиште, ќе го навиевме и ќе не разбудеше во одредено време. И на последната слика имаме дигитален часовник. И гледате овде подолу, има телефон, на кој што исто така има дигитален часовник, кој што на денешно време најмногу го користиме. Но што е тоа часовник? Ајде да се подсетиме. Часовник или саат, како што уште се нарекува, тоа е направа за покажување на време. Поимот часовник се однесува на секоја направа која мери и прикажува време. Во минатото време, времето во минатото се мерело со сончев, со воден, песочен или со часовник свеќа. А денес го мериме времето со помош на аналогни и дигитални часовници. Еве ви на сликата. Ајде да видиме што е тоа аналоген часовник. Неколку слики избрав, да погледниме убаво. Сите се разликуваат, но и сите се аналогни. На првата слика, ајде да видиме. Гледате дека на часовникот се обележани броеви од 1 до 12. Исто така имаме поделки за минутите, имаме стрелки и многу прецизно може да се одреди колку е саатот. На втората слика гледате дека има само цртички на местото на каде што се часовите, но немаме бројки. Но откако ќе го совладаме добро читањето на точно време на аналоген часовник, ќе можеме исто така да прочитаме точно време, иако не се напишани броевите. На третата слика се обележани само местата каде што би требало да бидат броевите 3, 6, 9 и 12. На четвртата слика немаме ниту еден број, но од наше искуство знаеме дека тука некаде се наоѓа 10 часот, овде некаде е 2 броевите, и можеме точно да го прочитаме времето. Додека на последниот гледате многу уметнички, некако интересен за око, меѓутоа е потежок исто така за читање доколку немаме искуство, затоа што броевите се како расфрлани секаде низ позадината, но ние сепак го читаме саатот, односно часот, според положбата на стрелките. Ајде да видиме како се чита аналогниот часовник. Имаме броевите кои што веќе ги спомнавме од 1 до 12, мала и голема стрелка. Некаде има и секундарка. Малата стрелка ги покажува што ученици? Знаете сигурно претходно ги покажува часовите, додека големата стрелка ги покажува минутите. Имаме уште една тенка, најслаба и најдолга стрелка, таа ги покажува секундите. Но денес нема
да се задржиме на таа стрелка. Исто така, значи многу е важно да спомнам дека вие тоа го знаете. Стрелките на часовникот се движат од лево надесно, значи прават цел круг. Значи на брojčaникот се обележени часовите со дебели подолги црти и броеви од 1 до 12, а минутите со танки кратки црти. Гледаме дека меѓу два броеви имаме 5 поделки, што значи секоја поделка не има по 5 минути. Значи од овде до овде имаме 5 минути, 10 минути, 15 минути, 20 минути, 25, 30 минути или половина час, понатаму 35 минути, 40 минути, 45 минути, 50 минути, 55 минути и после е наредниот час. Што покажува малата сказалка? Веќе спомнавме, малата сказалка ги покажува минути, ги покажува часовите, додека големата сказалка ги покажува ученици минутите. И така е. Стрелката што покажува минути прави едно свртување за еден час. Значи секој час таа прави еден цел круг 360 степени. Додека стрелката што ги покажува часовите, односно малата стрелка, ќе направи цел круг, односно цело свртување за колку часа? За 12 часа. Еве ученици како работи аналогниот часовник. Како што гледаме, стрелките веќе спомнав, се движат од лево надесно и гледате стрелката малата што ги покажува часовите прави едно свртување во 12 часа, додека големата сината стрелка прави цело свртување, цел круг, секој час. Ајде сега ученици да прочитаме колку е часот. Имаме дадено 3 часовници. Сите се различни и одредуваат различно време. Ајде да погледнеме. Малата стрелка ни се наоѓа на првиот часовник кај десетката, а големата сказалка ни се наоѓа кај бројот 12. Што значи? Тука е точно колку часот, ученици? Сигурно погодивте. Часот е 10. Ајде да одиме на вториот часовник. Малата стрелка ни покажува кај бројот 1, иако не е напишан, а големата сказалка кај 12. Колку е сега часот, ученици? Сигурно не ви беше тешко да одредите дека сега е точно 1 час. И одиме на третиот часовник. Малата стрелка е кај 4, големата кај 12. Сега е 4 часот. Ова беше лесно. Ајде сега обидете се сами да ги наместите стрелките на часовникот како ќе изгледа да е 7 часот и на вториот часовник 9 часот и 10 минути. Можете да покажете со прстен. Ако сте готови, тогаш може да го проверите. Тоа што го направивте, еве на следната слика. Вака ќе изгледа 7 часот, значи малата и големата стрелка во оваа позиција, а 9 часот и 10 минути ние на вториот часовник. Како што реков, првата поделка е тука. Првиот број ни се 5 минути, кај двојката ни се 10 минути. Повторно имаме дадени часовници. Вие треба да одредите колку е часот, но внимавајте, значи немаме сега само час, туку имаме и минути. Може да го стопирате видеото, а после тоа ќе го провериме заедно резултатот. Ајде да провериме. На првиот часовник сатот го читаме 10 и минутите не се исто така 10. Додека на вториот часовник малата стрелка е кај 12, што значи часот е 12. И ајде да броиме, ученици. 5
10, 15, 20 минути. Значи сега е 12 часот и 20 минути. Дигитални часовници. Имаме неколку слики, сите се различни. Гледате по боја, по форма. Ова е рачен дигитален часовник. Ова е дигитален часовник кој што може би ако сте биле на аеродром сте го виделе, како картички, значи на табла се испишани и се вртат, се менуваат. И овде го имаме најмногу користениот дигитален часовник на денешно време, тоа е на нашите мобилни телефони. Што е тоа дигитален часовник? Тоа е часовник што користи само бројки за да го покаже времето. Ево, ученици, како функционира дигиталниот часовник. Како што гледате, значи секоја минута брои нагоре. Кај дигиталниот часовник исто така. Значи, овде ни ги покажува часовите, па имаме еден знак како делено со две точки и после ни се минутите. На некои дигитални часовници, после минутите ги прикажува и секундите. Еве ги минутите. Времињата од полноќ до пладне се нарекуваат предпладне. Додека времињата од пладне до полноќ се попладне. А пладне колку часот беше, ученици? Сигурно ќе се сетите, 12 часот ни е пладне. Ајде сега да разгледаме, ако предпладне, например, ни е 1 часот, колку ќе ни покажува стрелката доколку биде нака 1 часот, а е попладне. Значи, ако предпладне е 1, попладне е 13. Ако предпладне е 2, попладне е 14, предпладне е 3, попладне е 15 и така натаму. 11 часот предпладне, ние 23 часот попладне и 12 часот предпладне, ние 0 часот попладне или е полноќ. Тогаш велиме дека е полноќ. 0 часот. Ајде да се обидиме да прочитаме време на дигитални часовници. Гледаме, значи, еден часовник каде што се дадени часовите и минутите. Многу лесно можеме да го прочитаме. Часот е 5, а минутите се 30. Предпладне. Значи, предпладне ни ова време. Хајде на вториот часовник да одиме. Часовите се, еде овде ученици, значи 12 часот, а минутите ни се 38. Како реков, после 12 часот тоа ни е попладне. Сега ваша задача е, значи пишува со букви колку е часот, а вие со бројки треба да го представите времето. Ајде да видиме. 11 часот предпладне. Како ќе го запишеме тоа дигитално? Со бројки. 11, 2.00 минути. Одиме на наредното. 5 минути до 9 часот предпладне. Внимавајте. До 9 значи се уште не е 9 часот. Што значи? Тоа ќе биде 8 часот и 55 минути. Знаеме дека полн час има 60 минути, што значи 5 минути до 9 ќе бидат 60 минус 5, тоа се 55 минути. Одиме на наредното 6 часот и 20 минути попладне. 6 часот попладне ни е колку? 18 часот и 20 минути. Ученици. И последното 9 и пол часот предпладне. И пол. Тоа се 30 минути. Тоа е половина од 60, 30. 9 и 30. Се надевам дека не ви беше тешко. Ајде сега да одиме на еден нов предизвик. Да запишеме колку ќе биде времето после 1 час.
За да го утврдиме времето колку ќе биде после 1 час, прво треба да утврдиме колку е во моментот, значи на сликата. Хајде ученици да видиме. На сликата овде гледате дека малата стрелка ни покажува кај 2 часот, но се уште не е 2, додека големата стрелка ни е на кај 10, што значи 10 минути до 2 часот. Тоа е 1:50. Значи, ако сега ние предпладне, еве ги и другите часовници, само да ги пуштам. Ако сега ние 1:50 по 1 час, затоа што тоа ни беше задолжение, значи да одредиме колку ќе биде по 1 час, ќе биде 2:50. Да одиме на вториот час. Да утврдиме колку е сега точно времето. Гледаме малата стрелка покажува на кај 3, но се уште не е 3. Што значи? Колку ученици е? 5, 10, 15 минути до 3 часа. Тоа е 2:45. Меѓутоа, пошто е попладне, тоа е 14:45 минути. По 1 час ќе биде на 14 да му додадеме 1, 15 часот и 45 минути. Ајде третиот часовник да го погледнеме. Значи се работи за време предпладне, што значи после полноќ. Малата сказалка покажува на 12 часот, а големата покажува на 1, што значи и 5 минути. 12, 0 значи часот и 5 минути. После 1 час ќе биде 1 часот и 5 минути. Сега ученици треба да одредиме да запишеме дигитално, со дигитален запис, точното време. 2 часот и 40 минути попладне. Че овде може да го стопирате вашето видео, да размислите убаво, да ги запишите во вашата тетрадка времењата, а после тоа да продолжите со гледање на видеото. 2 часот и 40 минути попладне, сушност е 14 часот и 40 минути. 5 минути до 4 часот предпладне, тоа е 3 часот и 55 минути. 1 часот и половина попладне е всушност 13 часот и 30 минути. И 5 часот и 20 минути наутро ни е 5 и 25. Следното 20 минути до 10 часот на вечер. 10 часот на вечер ни е 22, меѓутоа пошто се уште не е 22, поземаме претходниот 21 и 40 минути. Хајде сега да се обидиме да решиме една задача. Роденденот на Ана започнал во 5 часот и 30 минути попладне, а траел 2 часа и 15 минути. Во колку часот завршил роденденот на Ана? Може да го стопирате видеото, а во продолжение следува решението кое што може да го проверите. 5 часот и 30 минути попладне, всушност, е колку ученици? Тоа е 17 часот и 30 минути. Ако на ова време од 17 часот и 30 минути го додадеме времето колку што траело роденденот, тоа се 2 часа и 15 минути, и додадеме плюс, може многу лесно да го собериме. 30 и 15 минути, тоа се 45 минути. И 17 часот плюс 2 часа, тоа е 19 часот. Значи добиваме 19 часот и колку минути? 45 минути. Односно, како одговор, можеме да запишеме дека роденденот на Ана завршил во 19 часот и 45 минути. Епа нека е среќен роденденот на Ана, а вие ученици можете да продолжите дома да си решавате задачи со
користење на точно време на дигитални и аналогни часовници. Ви благодарам за вниманието и до наредното видување ве поздравувам. Чао!